Господин обвинителе, јас би сакал да прашам, бидејќи ми вечите и вечите на јавноста, дека во петок ќе имате информации до каде е обвинителот што има предметот за митото, за обвинението за мито во Македонска банка и случај Загорец. Однос на кривична пријава која е доставена при крајот на минатата недела до јавното обвинителство за организиран криминал и корупција, иако како што верите дека ви ветив, значи таа е примена негде, верувам, четвртокот или петокот минатата недела и е дадена на работа на јавен обвинител согласно редовниот распоред. Кривичната пријава е земена во анализа и во редовна работа, како и сите други кривични пријави. Ќе бидат анализирани сите околности во врска со тој кривично правен настан и за чекорите што понатаму ќе бидат преземени, ќе бидете благовремено известени. Јас имам прашање. Пред известно време Управата за финансиско разузнавање достави материјали до јавното обвинителство по случајот, односно по блокирањето на сметките на фирмата Актор, која што го гради автопатот Демиркапија Смоквица. Бидејќи е изменат законскиот рок од 30 дена, кога обвинителството треба да се произнесе по поднесена пријава, може ли да ни кажете до каде е тој случај? Значи, од Управата за финансиско разузнавање сметките беа блокирани веќе пред да ние да добиеме такво известување. Тоа е редовна постапка во рамките на 72 часа. Јавното обвинителство по добивање на извештај за сомнителни трансакции предложи преку Основниот суд Скопје да бидат блокирани сметките за потребите на истрагата, односно за потребите на предистражната постапка. Таа предистражна постапка е започната и трае, се преземаат одредени действија. Меѓутоа сметаме дека сметките на друштвото Актор не треба понатаму да бидат замрзнати, затоа што би се нанела поголема штета, а не би имала никаква штета на протестните действија на предистражната постапка. Значи случајот во предистражна постапка случајот е се уште во предистражна постапка, односно согласно новиот закон и се преземаат истражни действија, нема поделба на предистражна или истражна постапка. Согласно деблокадата, сижено, согласно деблокадата, дали не преюдицира дека повторно да дојде до... Ништо не се преюдицира. Ако има... Повторување на делот, условно. Ние сме оценили дека во овој момент со блокирањето на сметките може само да се нанесе штета на како на изградбата, така и на друштвото, кое можеби понатаму би била ненадоместлива доколку дојде до некаква поинаква одлука, а ние со продолжувањето на истражните действија не прејудицираме никаква одлука на јавното обвинителство. Обвинителе, дали некои од лицата беа веќе повикани на разговор што беа посочени и на пресконференција од една опозицијска партија дека изнесувале пари ваделе големи суми пари во кешот? Јавното обвинителство за организиран криминал презема одредени действија, кои и какви действија ги презема, дали повикува лица и кои лица ги повикува и како се повикуваат, тоа сепак во овој момент не би го коментирал. Имаше вчера неофицијална информација дека е укината пресудата за случајот Рора. Дали имате вие таква официјална информација и зашто е укината со оглед на тоа што во решенијата за притвор се продолжува притворот, стоело дека е укината пресудата? Значи, Јавното обвинителство на Македонија нема добиена одлука за тоа каква е одлуката по жалбите на обвинетите во тој кривично правен настан. Кога ќе добиеме таа одлука, ќе ја коментираме. Јас од вас дознавам од медиумите, кои што вчера не ми јасно како, меѓутоа ете од медиумите е пренесена информација дека пресудата е укината. Кога ќе ја добиеме, ќе видиме од кои причини е укината, што нападствија се дадени и тоа ќе можеме слободно на друга прилика да ги коментираме. Обвинителе, ви благодариме за транспарентност. Имаше обвинувања за плаќање во кеш, каса прими, имаше транспарентност интернешнал за исто каса прими примање, ги разбирувате ли сите случаи, стигаат ли тие дела? Ние, согласно нашите законски обврски, сите случаи ги анализираме во одредени фази и степени. Во случајот на Загорец Тумбовски имаме низок степен на основност на сомнение, меѓутоа сепак од јавното обвинителство ќе се побара за да се провери наводот дека во некој предмет има одредени потврди за одземени предмети, односно во кои се наведени тие потврди, сигурно дека ќе ги провериме и тие наводи. А за случајот со каса прими? За случајот каса прими е тоа што го спомнува колегата. А ги покренувте ли видео материјалите? Го слушнате ли разговорот на Загорец Тумбовски со делото? Ние ги материјалите не сме ги погледнале, јас лично ги имам слушнато
разговорите, односно тоа што е од Тумбовац дадено до медиумите и слободно е да ги разгледаме и ќе ги анализираме и понатаму ќе преземеме тоа што сметаме дека согласно нискиот степен на основаност на сомнение во тој настан ќе постапиме како што треба. Што значи тоа низок степен на сомневање? Може да разјасните ги сите? Не ве слушам. Низок степен на сомневање, што значи тоа? Во овој момент имаме само изјава на еден господин, на едно лице, кое со ништо не е подкрепена таа изјава, доколку ги подкрепиме тие изјави со некакви други докази, не мора докази, него материјали кои ќе го подигнат степенот на основано сомнение. Сега, што е основно сомнение, што е основано сомнение пишува во Законот за кривична постапка и навистина би навлегол во некоја друга фаза да објаснувам што е степен на основи на сомнение. Зошто имате низок степен? Јас ви објаснив затоа што во овој момент имаме само една изјава од еден господин кој не се подкрепува со други документи. А ние се обидуваме да ги добиеме каса прими документите, каса прими потврдите кои ќе ги добиеме, ќе ги коментираме и ние. Не, јас прашував за друго каса прими, за обвинувањата на невладината Transparentnost International дека партијата на власт плаќала изборна кампања со каса прими, зашто им се? Значи, локална институција достави каса прими. Да, значи од Transparentnost International преку господја Слаѓана Тасева е најавена кривична пријава во врска со тоа, веројатно ќе биде и документирана и кога ќе добиеме таа кривична пријава ќе постапиме како и со сите кривични пријави. Само оваа пресконференција беше договорена пресе за тоа што и ви кажав и сметам дека тука веќе би... Како се степенот на сомневање за Македонска банка? Дали сметководителката на актор Адина Зогуби е достапна на истражните органи? Јавното министерство на Република Македонија не постапува директно по предметот. Во овој момент не знам дали е побарано, односно дали е проверено, дали истата е достапна или не. Значи немам информација дали е проверено, дали е истата достапна или не. Како е степенот на сомневање за Македонска банка? Што за другиот случај имате нели степен на сомневање дека низок, за овој случај како? Значи ви појаснувам и многу е лошо кога некому појаснувам ќе испадне дека ве поучувам. Значи ако имаме кривична пријава, по автоматизам мораме да постапиме по кривичната пријава, а да постапиме по допрен глас. Навистина треба да има повисок степен на сомнение. Значи по кривичната пријава ние мораме да постапиме како и по сите кривични пријави. Ќе бара ли обвинителството вештачење на 4 телефонски разговори кои што ви се доставени на 22.4 со кривичната пријава од СДСМ? Во овој момент што ќе преземе јавното обвинителство по кривичната пријава нема да можам да коментирам. Зошто? Согласно Законот за јавно обвинителство, јавниот обвинител кој постапува по предметот целосно одлучува самиот кои действија и како ќе ги преземе. Дали ќе одлучи или не, јас во овој момент не можам да коментирам. Во која фаза се наоѓа тужбата приватна на Фросина Ревенски за набавката на лаборатории за факултетот за безбедност? Прифатена од обвинителството есента 2013, мислам. Вака да ви кажам, а ви се не знам за која приватна тужба се работи и за каква приватна тужба. Набавка на лабораторија тоа на факултетот за безбедност. Ќе мора да на поинаков начин да ви одговорам. Доставете прашање на мејлот и ви одговорам, верувате веднаш. И тука би завршиле, навистина е доволно, мислам дека... Молам за сите други прашања, веќе се добиете одговор уште утре, односно денеска поставите ги, па и денеска ќе ги. Има мејл, има веб страна, имаме телефон, имате телефони, ќе добиете информација.